Овие 2 дена е во тек крводарителската акција организирана од страна на Црвениот крст на град Свети Николе. Во разговорот со доктор специјалист Флорија Рака ни кажа дека бројката на излезеност на крводарители до денеска до 12 часот е околу 200 крводарители, со што тоа е задоволителна бројка и покри високите температури. Вреди да се истакне дека има и повеќе кратни дарители кои не ги испуштаат ваквите акции. Бројот на одбиени крводарители е прилично мал, што укажува дека здравието на жителите на градот Свети Николе е во добра состојба и свесноста и медицинската едукација на населението е на задоволително ниво, земајќи го во предвид и самоисклучувањето на крводарителите во случај на болести и слично. Светиниколчани отсекогаш биле едни од најхуманите луѓе во републикава, со над 200 собрани кеси со крв од акција, вели доктор Флорија Рак. Потребата за крвните групи варира во зависност од периодот и побарувачката. РХ негативните групи се најдефицитни за потреба од причина што РХ негативните се помалку бројни во нашата држава. Покрај бенефитот од 10 крводарителски дарувања, крводарителството е поволно за самите крводарители. Самото дарување од 450 мл крв поттикнува на создавање на нови крвни клетки кои се пофункционални од старите. Треба да се спомене и дека на секој крводарител му се врши медицински преглед, односно неговата крв е тестирана на болести кои се пренесуваат преку крвните и регулаторни тела, како и редовна скрининг биохемија и диференцијабилна крвна слика. Екипата на Хоризонт Турново испушти одлична шанса да победи во првиот натпревар од првото квалификацијско коло во пласманот на Лига Европа. Нашиот претставник најпрво прими гол во 23-та минута, а стрелец на голот беше Башик. Вистинска радост наиште фудбалери приредија во 30-та минута со одличниот гол од 16 метри на Балдовалиев. Во продолжението на првото полувреме, голманот Давидов го собори Блажевски во 16-тникот, пошто судијата покажа на белата точка, за потоа самиот Блажевски да биде прецизен и да донесе водство од 2:1 за гостите и радост во тимот. Сепак нашиот поставен одбрабен зид не издржи и Валксикс погоди во 85-та минута за изравнување на резултат од 2:2. Освојувачот на Купот на Македонија, екипата на Тетекс не успеа да слави во првото квалификацијско коло во Лигата на Европа против екипата на Пјуник. Тимот на Тексас играше солидно во текот на целиот натпревар, но поддршката на судиите кон екипата на Пјуник беше очигледна. Нашиот тим, поддржан од Војводи, создаваше шанси во текот на целиот натпревар, но гостите успеаа да погодат во 81-та минута преку Ајвазјан. Голот беше постигнат во офсайд, што беше видливо, меѓутоа судиите не сигнализираа ништо. Сепак нашиот тим успеа да погоди и го изравни резултатот преку Генци Сени, кој најдобро се снајде после изведениот корнер и мешаницата пред голот. Екипата на Тетекс мора да постигне барем еден гол за пласман во второто квалификацијско коло. Пикерот Никола Марковски и левиот бек Дејан Пецаковски подпишаа 2-годишни договори со екипата на Металург. Задоволство ми е што ќе настапувам за Металург, клуб со традиција и големи амбиции. Одличните резултати во последниве неколку сезони го вбројуваат Металург во редот на најдобрите европски колективи. Посебно задоволство ми причинува што ќе играм со мојот постар брат Велко, изјави пикерот Марковски за официјалната интернет страница на Металург. Марковски е млад ракометар кој порано настапуваше за екипата на Вардар Про, додека за Пецановски ова представува камбек бидејќи порано настапуваше за Металург од 2005 до 2007 година. Среќен што се враќам во Металург и што ќе играм со најдобрите македонски ракометари: Наум Мојсовски, Филип Миркуловски, Дејан Манасков, подпомогнати од играчи од светски калибар како Атман и Вогринец. Иако имав понуди од Констанци и Бешикташ, во ниту еден момент не се двоумев дали да ја прифанам понудата на Металург, изјави Пецаковски.